Ден на жалост во Македонија. Македонија тагува по 59 загубени животи во пожарот кој во саботата вечерта ја зафати дискотеката во Кочани. Повеќе од 140 лица со полесни и потешки повреди се хоспитализирани на клиниките низ државата, а најтешко повредените се транспортираат и во повеќе држави од соседството и пошироко. На почеток ново информативно издание ја следиме нивната здравствена состојба. Колегата Александар Динов го вклучуваме од предклиничкиот центар каде што е најголем број на хоспитализирани пациенти. Александар, бројот на повредени од минута во минута расте. Министерот за здравство веќе ги соопшти последните информации. Колкава е бројката на повредени лица до овој момент и каква е нивната состојба? Според последните информации соопштени од страна на Министерот за здравство, до овој момент има 135 повредени во големата несреќа и пожарот во Кочанската дискотека. 84 од нив се на лекување во македонските болници и клиники, односно речиси сите се префрлени тука во Скопје. Најголем дел од повредените се наоѓаат овде во зградата позади мене, во хируршките клиники. Има 49 повредени пациенти, најголем дел од нив со изгореници, но и набиеници, со повреди на очите, но и на екстремитетите, како што соопшти Министерот за здравство. Од овие 49, 7 се малолетници кои се хоспитализирани на клинички. 18 пациенти се на болничко лекување во Старата градска болница, односно клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, а 17 се на лекување во градската општа болница 8 септември. Како што соопшти Министерот за здравство, нивната состојба е релативно стабилна. Исто така информираше дека состојбата на оние најкритични, односно најтешко повредени со најголем процент на изгореници пациенти кои во текот на ноќта и утринава беа транспортирани на лекување во странски медицински центри, а вкупно 51 пациент до овој момент се испратени на лекување надвор. Нивната состојба е критична и понатаму, но под контрола од тамошните експерти и здравствени работници, а пред се специјалисти за изгореници кои работат во нивните центри за изгореници. Она што загрижува е, како што соопшти министерот Таравари, е што почнуваат од утринава да се јавуваат нови пациенти кои присуствувале на концертот и биле во просторијата на големата трагедија во дискотеката во Кочани. Тие во текот на утринските часови поради вдишување на чад почнале да почувствуваат потешкоти при дишењето и едноставно влошување на нивната состојба. До овој момент, иако од ноќта била испразнета и клиничката болница Штип и болницата во Кочани, има 2 пациенти, но според здравствените власти нивниот број очекуваат да се зголемува, затоа апелираат до сите оние кои присуствувале и биле за време на трагедијата во дискотеката и без да чувствуваат било какви симптоми, веднаш да побараат лекарска помош, за да може навреме да им биде укажана помош и навреме да бидат третирани, за да не дојде до влошување на нивната состојба. Да ја видиме изјавата на Таравари. Сите пациенти се сместени, се во релативно стабилна состојба, 20 кажавме дека се критични, не дека се случило нешто, дека се сега многу подобри, меѓутоа тоа што добиваме информација од овие сместените, сите се под контрола и сите се во релативно добра состојба, меѓутоа добро се кажа и во кризниот штаб од одредени колеги, веќе компликации се очекуваат тек денеска и утре кај овие пациенти, така да ќе ви информираме за се што се случува. Во моментот сите информации што ги имаме дека пациентите се во стабилна и добра состојба. Се појавува еден нов проблем, да има пациенти кои што вчера не се јавени и денеска се јавуваат. Јас би сакал да упатам порака до сите што биле во настанот што се случи трагичниот настан во Кочани, што не се пријавиле вчера, ги молам денеска да се пријавуваат. Александар, се најавува дека во текот на денот помош во лекарски тимови ќе пристигне од повеќе држави од регионот. Дали имаме информации, дали овие странски експерти се веќе пристигнати на помош на македонските власти?
Да, Деспина, веќе има пристигнато експерти за изгореници, односно воени лекари, како што рекоа здравствените власти, кои се занимаваат токму со оваа проблематика. Тука има професори од Чешка, но и од ВМА Военно-медицинската академија од Србија. Се очекува помош од експерти и од Израел, вкупно 15 на број, кои ќе им помогнат на македонските лекари за подобар третман на сите оние 84 пациенти кои во моментот се наоѓаат на лекување овде во македонските болници, конкретно во болниците и клиниките во Скопје. Морам да напоменам дека додека траеше изјавата на Таравари, уште едно амбулантно возило со штипски регистарски ознаки пристигна овде, најверојатно со повреден пациент од големата трагедија, но и како што кажа здравствените власти очекуваат во текот на денот сите оние кои ќе побараат помош во Штипската или Кочанската болница или во некоја од болниците во тој регион кои биле на концертот на кој се случи големата трагедија да побараат помош и веднаш ќе бидат транспортирани овде во Скопје. Инаку како што напоменав, 51 пациент до овој момент се испратени на лекување во странство. Тука се, како што ме праша, и странски експерти за да помогнат во третманот на оние пациенти кои се во државата. Најмногу пациенти надвор има во Србија 17, во Бугарија 14 и во Будимпешта има 20 пациенти. Во Литванија дури 4. Пациенти во текот на денот ќе бидат испраќани и во Словенија, Австрија и Хрватска и уште 12 во Белград. На пресконференцијата присуствуваше и директорот на Фондот за здравствено осигурување, кој овој потег го оцени како позитивен со цел да се растеретат македонските болници за да им излезат во пресред на оние пациенти од внатрешноста, сите да бидат префрлени тука на едно место, да бидат сконцентрирани за да можат поуспешно да бидат третирани. Ја гледам и неговата изјава. Најголем дел имаат изгореници од 2 и 3 степен на повеќе од 10, 20, 30% од површината. Имаше критики во јавноста дека немаме центар за изгореници. Да имавме центар за изгореници, ќе беа 4 бокса, ќе беа за 4 пациенти, 5 пациенти. Ние немавме да имаме центар за изгореници за 40, а никако за 100 или 150 луѓе. Мислам дека тоа треба јасно да го комуницираме и како што кажа министрот, во сите градови кај што се прифаќаат наши пациенти се 4 до 6 пациенти. Ниеден од градовите и од болниците не прифаќа повеќе од тоа. Александар, како што повеќе пати кажавме, најтешко повредените се веќе транспортирани во земјите од регионот и пошироко. Знаеме ли каква е нивната здравствена состојба? Да, 20 на најкритични, односно најтешко повредени пациенти за време на големата трагедија се здобиле со изгореници од високи 2, некои и 3 степен, дури зафатеност на телото и до 70-80% на кожата, што е навистина сериозна и живото загрозувачка состојба. За нивната состојба, односно за дел од пациентите кои се транспортирани и прифатени на лекување во Српскиот клинички центар, односно во ургентниот центар во Белград, таму пациентите имале од 2 до 28% изгореници по телото, односно по кожата, а додека 8 пациенти се префрлени во болницата Пирогов во Софија. Да ги погледнеме изјавите на лекарите за нивната првична проценка, каква е состојбата на македонските пациенти, односно граѓаните кои присуствувале во големата трагедија при пожарот во дискотеката во Кочани. 9 пациенata примljeno je u urgentni centar Kliničkog centra Srbije, a 3 njih na Vojno-medicinskoj akademiji. Odmah po prijemu kod pacijenata su započete i završene dijagnostičko-terapijske procedure. Kod povređenih se radi o pekotinskim povredama koje zahvataju od 2 do 28% telesne površine. Svi pacijenti pokazuju simptome i znake oštećenja, odnosno kontakta sa toksičnim gasovima koji nastaju tokom požara.
Neki od njih imaju i opekotine gornjih respiratornih puteva nasled vrelim vazduhom. Za sada se povrede klasifikuju kao teške telesne povrede opasne po život. Kod nas su pacijenti od mlađeg životnog doba od 18 do 35 godina života. Jedan pacijent na mehaničkoj ventilaciji, on je najteže povrede. В болниците са постъпили 8 пациента от пострадалите в Македония, в Северна Македония, от които 3 деца под 18 годишна възраст, 2 момичета и едно момче, и 5 пациента, 4 мъже и една жена на възраст, средна възраст 22-25 годишна възраст. Най-възрастният е на 31. Всички са в тежко общо състояние, с изключение на едното дете, което се намира в детска реанимация. Всички останали са в реанимациите на клиниката по изгарания, съответно детското отделение и отделението за възрастни. В изключително тежко състояние са. Интубирани ли са? 3 от тях са интубирани, останалите все още се прави оценка и в зависимост от състоянието ще се преценява какво да се прави. Пораженията са изгаряния по тяло, горни крайници и лица. Всичките са с инхалационни изгаряния на горни и долни дихателни пътища, което е много тежко състояние за един организъм. Состојбата со бројот на повредени, но и здравствената состојба на повредените хоспитализирани овде на скопските клиники и во болниците ГОП 8 септември и Старата градска се менува од час во час. Според последната бројка, да резимираме, вкупно 135 повредени, 84 од повредените се на лекување во македонските болници, а 51 потешко повреден пациент е испратен на лекување во странство. Остануваме овде на клинички, како што реков, се менуваат бројките, но и состојбата на пациентите. Следната пресконференција е закажана за околу 13 часот и 15 минути. Пренесуваме детали тогаш. Александар Динев, јас ти благодарам за овие информации. Секако остануваме да ја следиме состојбата на повредените. Многу повеќе од тебе очекуваме и во вестите во 16 часот. Детали на оваа тема пред малку на пресконференција соопшти министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Да погледнеме дел од неговата изјава. 9 пациенти во Република Турција, 14 пациенти во Република Бугарија, 4 пациенти во Република Грција, 17 пациенти во Република Србија, 4 пациенти во Литванија транспортирани со авион обезбеден од страна на Романија, за сега 2 пациенти во Унгарија. Во текот на денешниот ден се очекува на лекување да заминат дополнителни пациенти, и тоа 6 во Австрија, 4 во Словенија, 4 во Хрватска, 4 пациенти дополнително, вклучително и во Норвешка и во Унгарија. Заради давање на медицинска помош на повредените пациенти во земјата, дополнително веќе синоќа пристигна медицински тим од Чешка, а во секој момент се очекува пристигнување на специјализиран медицински тим и од Израел и од Белгија. Последните информации поврзани со истрагата пред малку на пресконференција ги соопшти министерот за внатрешни работи. На оваа тема во живо известува колегата Даниел Василев. Даниел, дали нешто повеќе по 30 часа по трагедијата веќе имаме појасна слика што точно се случувало кобната вечер во дискотеката во Кочани? Деспина, како што кажа пресконференцијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, заврши некаде пред пладне. Официјалниот биланс според МВР е 59 загинати, 162 лица кои што побарале здравствена помош од здравствените власти. Она што за сега е познато е дека статус на осомничени лица имаат 22-23 лица, барем оно што го кажа министерот Тошковски. Во текот на вчерашниот ден приведени биле 13 луѓе, меѓу кои неформалниот собственик на
дискотеката. Тука биле и обезбедувачите, меѓутоа и луѓе од пазарниот инспекторат, како и трудовиот инспекторат. Од овие 13, 11 се во краткорочен 40-часовен притвор. Тука е и секако имаше прашање и за поранешниот министер за економија, Крешник Бектеши, меѓутоа Тошковски кажа дека барем во неговиот статус нема никаква промена. Непосредно пред да се случи големата трагедија завчера вечерта, полициски службеници влегле во објектот по претходен оперативен план дека треба да проверат дали внатре има малолетници и дали ним им се точи алкохол. Откако тие влегле да направат проверка, започнал и пожарот, еден од полициските службеници кој се обидувал да им помогне на присутните го загуби и животот. Меѓутоа, од она што засега е познато, се уште траат оние истражни постапки, практично во текот на денот се очекуваат и нови приведувања на лица кои што ќе бидат сослушани за кобната ноќ. Во продолжение предлагам да погледнеме краток дел од изјавата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во текот на вчерашниот ден се приведени 13 лица во полициска станица во село Рештип. Приведен е неформален сопственик на дискотека, продавачот на влезници, 4 лица од обезбедување, управител на агенција за обезбедување на подружница, сопственик на објект на дискотека, 3 лица од државен пазарен инспекторат, 1 лице од трудов инспекторат и уште едно лице кое што било поврзано со настан. По превземени мерки на 11 лица им одреден притвор во трајање на 48 часа, починен 29 дела, тоа е тешки дела против општата сигурност, во врска со член 288 предизвикување на општа опасност. И системски ќе смениме нешто во оваа држава? Или ќе нема? Мораме да покажеме свесност и одлучност во спроведувањето на сите оние постапки кои што треба да се превземат сега. Деспина, според оно што го кажа министерот за внатрешни работи, целиот концерт кој што се одвивал вечерта бил практично на диво со оглед на тоа што ниту било пријавено во Министерството за внатрешни работи дека ќе се одржи овој концерт, ниту пак биле пријавени пиротехничките средства кои што се користеле во текот на вечерта, ниту пак постоел некаков договор помеѓу сопствениците на дискотеката и бендот кој што настапувал во текот на вечерта. Според оние информации кои што ги кажа на министерот за внатрешни работи, овој објект практично и наликува на штала. Во продолжение да ја слушнеме и оваа изјава од него. Оние прашања кои што беа во делот на пиротехнички средства, дали Министерството требало да издаде одредени дозволи, какви дозволи и така натаму. Согласно законските прописи, бројот на факлите, односно количината на пиротехнички средства, целта на палење на ракети, приведување на огномет, факелијада или слични приредби мора да се пријават во СВР, на чие подрачје ќе се одржи. Во пријавата се наведува место, време, број, количини и така натаму. Пријава до Министерството нема. Така, Деспина, тоа беа генерално сите оние важни информации кои што беа споделени тука на пресконференцијата на министерот за внатрешни работи, но повеќе детали најавувам за во следното информативно издание. Даниел Василев, јас ти благодарам за овие информации, многу повеќе секако пренесуваме во следното информативно издание. Ние одиме во живо и во Кучани, каде што во теке истрагата и распитот на осомничените. Пред малку таму пристигна информација и дека градоначалникот на Кучани Љупчо Папазов поднесува оставка. Александар Спасовски е таму. Александар, кои се последните информации? Да, Деспина, тоа е последната информација во однос на
практично и првата морална одговорност која што е поднесена во овој случај. Градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов пред нешто помалку од 1 час преку социјалните мрежи се огласи и поднесе, како што сам пишува, неотповиклива оставка на функцијата градоначалник на Кочани. Ова загуба е огромна, не постојат зборови што можат да ја опишат болката што ја чувствуваме сите. Тие беа наши деца. Ги познавав повеќето од нив, ги познавав и нивните семејства, со дел од нив и бев и семеен пријател, пишува градоначалникот на Кочани во оставка Папазов на социјалните мрежи. Пишува дека е подготвен да понесе и друг вид на одговорност доколку надлежните институции утврдат таква ситуација. Пишува мора да се истражат сите детали, да се најдат сите пропусти, а сите лица што придонеле кон оваа трагедија мора да одговараат. Јас се ставам целосно на располагање на институциите. Иако според закон немав директни надлежности во овој случај, подготвен сум да одговорам на сите прашања за се, како и за моите лични постапки. За делот, со оглед на тоа што практично граѓаните беа револтирани што тој од трагедијата до овој момент практично немаше никаква изјава за јавноста, вели дека тоа било поради тоа што бил во голем шок. Пишува многумина со право забележаа зошто вчера не излегов во јавност цел ден, но тие што ме познаваат знаат колку сум скршен и како го доживувам ова што се случи. Тешко и тешко ќе го преживеам. Работев честно и посветено целиот свој живот, никогаш не сум ни помислил дека вака ќе заврши мојот ангажман, пишува меѓу другото сега веќе поранешниот градоначалник на Кочани Љупчо Папазов. И министерот за внатрешни работи имаше одговор прашан за тоа дали градоначалникот на Кочани ќе биде вклучен во оваа истрага. Според информациите кои што според она што го кажа министерот, тој рече дека со него веќе бил обавен разговор во текот на вчерашниот ден, меѓутоа немаше попрецизни детали. Имав можност вчера да го видам во полициската станица во Кочани. Направивме и обид да земеме тонска изјава од него, меѓутоа рече дека не сака да дава изјави за медиумите. Ја имаме изјавата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски поврзана со градоначалникот на Кочани во оставка. Началникот на Кочани во текот на вчерашниот ден беше повикан во својство соодветно и беше извршено со него соодветен разговор од страна на Министерството за внатрешни работи во насока на јавно велите. Доколку биде утврдено било каква не само против него, против било да се превземе соодветно. Во моментов се наоѓаме пред основниот кривичен суд во Кочани. Овде зад мене постојано се носат осомничени лица. Досега беа донесени 5 осомничени. Според она што успеав да го добијам како информација, станува збор за лица кои што работеле како патролно обезбедување. Тие велат дека не се чувствуваат виновни, себе си се сметаат за херои, велат дека спасиле неколку стотици луѓе во трагедијата која што се случи во текот на претходната ноќ. Имаме дел од овие изјави кои што успеавме да ги снимиме во моментот кога овие осомничени лица беа спроведувани пред надлежен судија. Се чувствувате ли виновни? Не. Не сме херои, да. Ние спасиме, колко спасиме там Ровича, нещо души. Ако не спасихме, не си влад да гинаме. Я да поставяме на това се на филони. Тук да го се лекторно помои да се нам две мали по-воля пилеците. Дали се чувствувате виновен? Случайно таму видетски патрола, да си се чудото што се спасивме доста луѓе преку шути стули и спасивме, а по тук чудо дека сме кривени кај на затвор.
Овие аплаузи што беа на крајот на ова тонско парче доаѓаат од една група на роднини и пријатели на овие осомничени лица и тие тврдат дека станува збор за луѓе кои што се невини во ова ситуација, не сакаат да зборуваат пред камера, бидејќи како што велат премногу се потресени. Она што успеавме да го снимиме и од тие причини им го заштитуваме идентитетот. Имаме дели од разговорот што го направив со нив пред малку. Не може ти да помагаш и да дижиш и да те притворат и да ти испитуват. Океј, стави му инфузија, прегледај го, оздрави го, донеси, испитувај, притвори, затвори, казни, се што треба прави. Ама ти го прво, зашо сега децата ојделе, сега моето здраво и јас сега па да чекам да падне. Дишало е азбест, дишало е пластики, дишало е свашта 100 души. Дојде целиот дома. Што работеше он? Што беше, обезбедување или работеше? Што беше? Работеше, помагаше у дека ќе го викнат, помагаше. Патроли се, не се обезбедување. Да, тоа беа дел од изјавите на родителите, на роднините, на блиските на дел од осомничените. Остануваме овде пред кривичниот суд, се носат осомничени лица. Со нови информации ќе побарам ново вклучување. Доколку имаш прашања, Деспина, повели. Санар Спасовски, ти благодарам за сите овие информации. Секако остануваме да ја следиме истрагата и распитот и многу повеќе пренесуваме во следното информативно издание. А како дел од истрагата, вчера вечер во полициската станица во Карпош беа донесени поранишниот министер за економија Кришник Бектеши и поранишната државна секретарка во Министерството, која според информациите ставила подпис на лажната лиценца за работа на дискотеката. Последните информации се дека и по повеќе од 15 часа Кришник Бектеши е се уште во полициска станица, но многу повеќе информации на оваа тема ќе пренесеме во вестите во 16 часот. Според последните информации, исто така во текот на денот ќе се одржи кризен штаб во Министерството за здравство, на кој ќе присуствува и премиерот Христијан Мицкоски, пошто ќе даде и изјава за медиумите која ќе ја емитуваме во живо во текот на денот. Покрај помош во хоспитализација на пациенти и лекарски тимови кои ќе им помагаат на своите македонски колеги, соседните држави веќе прогласуваат и ден на жалост. Според последните информации, поради трагедијата во Кучани, во која загинаа 59 лица, утре ден на жалост ќе биде прогласен и во Србија и во Бугарија. Граѓаните им оддаваат почит на жртвите и со палење свеќи на плоштади низ повеќе градови низ државата. Таква е сликата и на Струмичкиот плоштад, каде граѓаните се простуваат со младиот музичар од Струмица, тапанар на групата ДНК Ѓорѓе Ѓорѓиев, кој е помеѓу загинатите. Од него се простуваат и голем број на музичари. Едно надежно дете, едно дете кое што тргна од ништо, без никаква поддршка од никој, дојде до еден степен да биде популарен со неговиот труд, да биде инструменталист помеѓу врвните тапанари у нашата држава. Значи, тргна од никаде, немаше некој тип на музика која што ја фаворизира на некој начин, туку буквално се сакаше. И сега кога дојде на некој начин на врвот, секој случај групата со која што почна да работи ДНК, се одамна постојат кај нас и се популарни или врвна екипа, да кажам. И се случи тоа што никој не го очекуваше, никој не го замислуваше. Во овој момент во живо ќе се вклучиме и пред полициската станица Карпош, каде, како што пред малку информиравме, е на распит поранишниот министер за економија Кришник Бектеши. Зоран Јаневски е таму. Зоран, кои се последните информации, дали и по 15 часа Бектеши е се уште во полициската станица во Карпош? Според информациите од Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и од официјалната изјава на првиот човек на Министерството за внатрешни работи, Панче Тошковски, се уште е овде во полициската станица Карпош поранешниот министер за економија Кришник Бектеши. Тој е повикан на распит овде во текот на вчерашниот ден од доцните попладневни часови, меѓутоа се уште се наоѓа овде. Според информациите со кои располагам, успеав да разговарам со адвокатот Еленко Миланов, иако тој не открива чиј бранител е, сепак неофицијално го застапува
поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, како што кажа адвокатот Миланов, во текот на вчерашниот ден Крешник Бектеши била повикана на распит заради фалсификуваната дозвола која што била подпишана токму од него, издадена од Министерството за економија. Бил повикан на распит, меѓутоа непосредно пред да ја напушти полициската станица му било кажано дека ќе биде задржан во полициска станица, па се уште се наоѓа овде. Инаку во полициска станица, според информациите од Министерството за внатрешни работи, се наоѓа и тогашниот државен секретар во Министерството за економија Размена Чекиќ, која исто така била подпишана на дозволата за дискотеката во Кочани. Ова се последните информации од овде од полициската станица Карпаш, како што кажав и предходно, поранешниот министер за економија Крешник Бектеши од вчерашните доцни попладневни часови е се уште тука, се уште не се знае дали и за него се бара притвор и доколку биде побаран притвор, дали тој ќе оди пред судија на предходна постапка во судот во Кочани или пак определувањето мерка притвор или пак некакви мерки на предпазливост ќе бидат изречени од судија на предходна постапка овде во Скопскиот кривичен суд. На тебе за сите овие информации, секако многу повеќе очекуваме во следното информативно издание. Продолжуваме понатаму.